Почнуваме со оброкот на денот. Веќе најавме нутриционист Тања Трунџиева ни е повторно во кујната. Никако се договаравме во изминатиот период, како и сите ние, така и Тања, особено со голем број уврски, сите оние клиенти кои што меѓу другото и кои од здравствени причини, кои од други разни причини сака да направи една добра регулација на исхраната или да се префрлиме на здравиот начин на исхрана, која што е апсолутно добредоден во овој период или да речеме во време во кое што живееме. Динамиката си го прави своето, а за жал и стресните ситуации влијаат на секој од нас. Тоа не можеме да го избегнеме, но затоа можеби постојат начини како би го олесниле. Колку храната е еден од тие начини, малку и за тоа ќе позборуваме со Тања, но и за великденските пости во кои што период се наоѓаме. Тања, добро ни дојде. Добро утро, добро ве најдов. Она кое што за жал Македонија го доживува во овие денови, во изминатиот период, се сите оние емоции, чувства, тага, па и стрес по загубата на многу млади животи и трагедијата во Кучани. Храната некако можеби е најнепосакувана во тие денови, немаме апетит, едноставно не сме заинтересирани, особено оние кои што се малку поблиску инволвирани во сето тоа. Ако зборуваме на подолг временски период за тоа како да се ојачаме, како да го намалиме стресот преку начинот на исхрана, што е тоа кое што би ни го советувала или на нашите гледачи кои што се со нас? Токму храната може да биде наш лек или наш уништувач. Да. Прво сочувство за сите семејства и блиски што ги изгубија погинатите, а на сите оние кои што се на лекување брзо оздравување, затоа што ова е една за мене незапамтена трагедија. Факт е дека од стрес можеби нема да јадеш, од стрес можеби и многу ќе јадеш. И тоа прашање е што ќе јадеш. По барање на многу мои пријатели, пошто сега сме наоѓаме во состојба на пости, кога размислував и пред тоа кога се договаравме, нели, околу сето тоа како е едукативно и што да приготвиме да биде здраво, искомбинирав и решив да биде тоа сојата, бидејќи сме во пости и таа е дозволена во пости, така да и е замена за месо токму заради незината структура, така да решив да тоа го направиме со свежа салата. Интересно е како оброк да се исконсумира. Да, здравието се чува секој ден и ако не се здраво храниме, кога тогаш хедонизмот ќе не стигне. Најнапред збор 2 за сојата, бидејќи сме со ограничено време и јас подготвив и брзи ќе бидеме, бидејќи сме вични во кујната, обострано нели, како јас, така и вие. Така да, збор 2 за сојата, нутритив кој што е замена за месо и го викаат дури јазиско месо, бидејќи потекнува од Кина. Во 100 грама соја има 172 калории за оние кои што мерат калории. Иначе во својата структура ги содржи сите 8 есенцијални аминокиселини кои што се важни за нашиот организам и изобилува со многу незаситени масти. Овде ни е подготвена сојата, колеги, ако може да ја видиме. Во својот состав содржи големо количество на минерали и на витамини, особено групата на Б витамини, значи содржи B1, B2, B3, B5, фолат, B11, една комплексна токму за смирување на нервниот систем. Во својот состав содржи големо количество на минерали. Меѓу другото, покрај железото и бакарот, содржи големо количество на калиум, калциум, магнезиум, молибден, јод, бакар, цинк и ред други. Во моментот не би уште нешто би ми текнало во однос на составот. Во секој случај е доста здрава и подобна за периодот, меѓутоа не да се консумира во поголеми количини, бидејќи иако таа се рачуна за растителен протеин и протеин кој што ќе го замени месото, бидејќи по органската структура многу наличува на месо, бидејќи може да ги поремети ензимите во дигестијата и апсорбцијата на протеините потоа да биде и да влие врз нашата столица, да биде неадекватна.
Има луѓе кои што не треба да ја консумираат, особено оние кои што имаат пореметување на тироидната жлезда, без разлика ја успорува функцијата на тироидната жлезда, тоа е научно докажано, значи сите оние кои што имаат пореметување на тироидните хормони и во себе содржи големо количество, бидејќи спаѓа во групата на мешунки, во своето состав содржи големо количество на пурати, пуратна киселина, која што за сите оние кои што имаат проблеми со ацидоурикулум, односно мочна киселина или боледуваат од ГИХ како диагностицирано автоимуно заболување, кој нив е исклучена од исхраната, и да напоменеме дека е алерген. Кај децата се уфрла во многу подоснежните периоди на нивниот развој, многу внимателно да не биде ГМО, бидејќи на светско ниво е познато дека сојата ја класифицираат во продукти кои што се ГМО, значи треба да биде добро проверена со потекло и да биде органска направена. Јас ја приготвив како еден тип намелено месо, додека вие во позадина идете со другите прилози, не си дозволивме од другата страна на камерите да ја исконсумираме. И многу интересно, решив да ја приготвам со жива тиквица, која што на крај од нашиот разговор ќе дегустираме да видиме дека и тиквицата како тип се јаде жива, како тип на прастарици, ако сме научени сме на термички обработени. Нутритиви, меѓутоа некои од нив може да се јават живи, така да после завршување на се ова нашето комплетното мени на денот, опатено со свежа салата, ќе направиме да ја исконсумираме. И уште нешто за сојата, пред да почнам да готвам, можам да кажам дека постои се заблуда дека сите оние кои што, бидејќи тоа е еден тип на фитоестроген во себе и многу помага кај оние кои што се во менопауза, ја прогласија дека влие врз стерилитетот кај мажите, што е апсолутно заблуда. Ќе напоменам дека кинезите знаеме колку се по народ плодни, така да немојте да наседнувате на некои статии кои што не се на основа. Кој штити нашиот кардиоваскуларен систем, го антиканцерогено делува, особено кај оние кои што превентивно би делувале за дојки, за репродуктивните делови на на жените, а да кажеме дека и поволно делува и карцином на простата кај мажите, што значи дека не сме само ние жените од благодет на сојата, тука еве и мажите. Има придобивки да кажеме, особено за штитење на нашето срце и за смирување на нервниот систем. Доволно информации да кажавме за да не после за сојата и начинот на кој што ти ја подготви. Сега слушајќи те јас внимателно, ми надојдоа некои прашања кои што додека ти го подготвуваш ова, јас ќе ги поставам. Ти ја подготви сојата, кажа на каков начин и тоа е навистина вкусно. Јас ја подготвив со маслиново масло, изблендирав кромит, морков, домашно пире и ставив црвена пиперка. На крај ја динстав на тивко, на крај додадов свеж лук и свеж магданос и дојамот на сите оние кои што нема да познаат, може да јадат и да мислат дека јадат месо. Малце по-специфичен мелен месо, да, изгледа така. Меѓутоа, еве како информација и за сите оние кои што се на постите, како може да користат во периодите на пости, бидејќи знаеме дека во нашите пости не се консумира животински протеини. Така. И сега, ги кажавме придобивките и тоа се што содржи сојата е квалитетно и добродојдено по нашето здравје. Она кое што би го прашала и верувам ќе ги интересира оние кои што не следате, дали и како да се зачуваат сите тие придобивки или сето она кое што го има во сојата да го извлечеме, а да не го изгубиме при нејзиното подготвување. Да. Начинот на кој што се подготвува, знаеме ќуфтиња од соја имаме еве. Се, на секаков начин, само не пржена. Добро. Значи, начинот на кој што ќе ја внесеме сојата зависи од нас. Има некој ја пржи, има некој кој што уште во нејзината состојба ја дава да ја пече во
како тип на ако ја гледаме, личи на грашок кој што е во некоја печат, ја соват и можеме така да ја јадеме. Некој во вечерните часови ја консумира како пред телевизор кога гледа нешто интересно или кога тера. Така да начините се различни на кои што ние би сакале да ја внесеме, само ни треба добра инспирација за ако сакаме да подготвиме. Може да иде со печени тиквици, може да иде со бабури на полнето, може еве ние како сега што ја правиме како рецепт да докажеме дека и тиквицата се внесува во свежа варијанта, затоа што спаѓа во групата на краставици, така да не ја пробав како што не направи киноата со жива пиперка или бабура и што беше одлична замена на полнети пиперки така како што ги знаеме традиционално. Можеби немаше да поверувам дека тиквицата може и вака сирова да се јаде и да биде вкусна, но сега ти верувам. Во еден, се извинувам што прекинав, во едно мое гостување, колку што помнам, добро помнам, ние приготвувавме на овој начин и просо со жива тиквица, така да се до тоа како ќе ние сакаме да и до перцепцијата и одлучноста да речеме да промениме нешто, да пробаме нешто поразлично. Јас велам здравието се чува секој ден. Меѓутоа еве напоменав кој не смее да консумира. Тоа значи дека ние мораме да си испитаме со што треба да располага нашиот организам или дали тој колку и да е здраво. Особено кај оние кои што се вегани, значи они многу ја консумираат, меѓутоа напоменав дека и не треба да се консумира кај во големи количини и напоменав кој не смее да ја јаде, можеби е здрава, ама не е наменета за секој. Колку сме информирани во тој дел? Кој е твојот впечаток? Бидејќи имам информации достапни секаде, не секогаш е тоа вистинскиот извор и како што и спомена, постојат и заблуди, кои што некои си ги сваќаат како вистини и од тука се создава нели една како сега си достапно и се може да се прочита. Јас на се што го осознавам на многу високо научно ниво, истражувачко поддржано и тоа се сајтови кои што се од затворен тип. Не може секој, треба да имаш специјална дозвола и да пратиш све на светско ниво што се случува и многу работи се да кажеме побиваат со тоа што е пласирано. И стигнуваат и нови информации, така. Нови информации не е специфично за еве вака малце до краси, не е специфично за некој кој што иначе може, значи на доктор Google што би рекла, јас секој пат може се да прочитате на страници, портали, сите. Но не во се да верувате, така, да се провери вистинскиот извор. Прво, и не само тоа. Едуцирајте се пред да направи, сознајте што се случува со вашиот организам. Ние кога знаеме со што располага нашиот организам, тоа многу поедноставно ќе делуваме на самите нас. Значи, ако си направиме крвна анализа, не ја ескивираме, ми е страв, не знам што ќе излезе, организмот нас ни дава индикација, ама ние треба да си го слушаме и почитуваме. Така да ако направиме на време проверка, нема да имаме проблем да знаеме што ни е пореметено за кој пристап да го и да поверуваме во тоа дека храната тоа може да го во голема мера да го промени. 25 години го зборам и тврдам со крвни анализи, пошто работам на тој принцип, подобрување и сите оние кои што правиме после одреден временски период за да испитаме што сме направиле со режимот на исхрана е потврдено. Така да. Свежо, сезонско, се што можеме да најдеме на пазарите. Никогаш без свежа салата, тоа знаеме. Апсолутно, секое консумирање на храна оди со свежа салата. Марулата е актуелна, свежиот карфиол ни е тука и зелката. Сега ќе додадам малку маслиново масло и сол. Ако може да се исцеди лимон, пошто во секоја салата ставам лимон. Маслиново масло, бидејќи се и убаво ќе го измешам сето тоа. Убава закуска посна. Дали за нашето семејство, дали може би ако
ни дојде и О, некои за нагости. Зашто да не? Ако не пробаат, нема да знаат колку е вкусно. Така е. За се треба да се проба, да нема верзија и да нема кон некој нутритив. Не го јадам, не можам да го јадам, не сакам да го јадам. Одбивност од старта не сме ни пробале, така? Но Така се е да, ако навика, се така проба, како што имаме од навики. секоја навика има и одвикнување. Да. Дилемата е дали побрзо се навикнуваме, а поспоро се одвикнуваме или е тоа Се едо индивидуално? мозокот. Кога некој ќе ми рече не можам да консумирам месо или не можам без сирење, стално прашувам, а пустите? Кој ќе ми каже Ако ќе дека пустиме, постат, да, можеме- значи мозокот се прешалтува и сосема друга димензија добива се она што ние, празот кој што е актуелен, да не внесува свеж лук и свеж затоа што некој не го сака. И на крај, еве ги има слинките. Знаеш, Тања, ајде како да коментарот, додадеме. кога ќе кажеме во редакција, Тања доаѓа утре во оброкот на денот, дека таа ќе замириса студиото на кромичи и на лукче, ние велиме, па тоа е добро дојдено, ние сите сакаме кромичи и лукче, знаејќи ги бенефитите од истото. Постојат такви предрасуди, може лимона да се додаде, за убаво да ја измешам салатата. Да, не ставив многу сол, може кој пожелба да се додаде. Еве колоритноста која што константно ја потенцирам дека свежата салата треба да биде што побогата, што поколоритна и од сезонски овошје и зеленчуци, така да Тоа можеме да се потсетиме и на твоите минати рецепти во утринска на Телма во оброкот на денот, достапни на нашата YouTube страна за колоритност и за тоа колку е неопходна ваквата свежа салата на нашата трпеза, но и ваквите здрави рецепти кои што ако ги пробаме и ако се пронајдеме во одреден вкус, лесно можеме да ги смениме навиките кои што можеби до тогаш и не биле добри за нашето здравје, онака како што ние сме замислувале. Рецептот на денот кој што е колоритен, не знам која камера ќе го. Да, еве сега ќе го фати види. Да, нашиот камерман во кадар и ќе го долови она кое што го направи Тања одлично, како и секогаш. На гледачите. Дека може да се јаде жива теквица. Необработена. Поточно. И сега, не најдов нож, салатата отпослем ќе ја мислам дека имаше тука еден фаќалка не се го ножот, ножот е големиот инаку. Јас не најдов. Јас ќе го искористам мојот, а може да се искористи да па, се. и тој таму е не. Тој претходно што сте приготвувале, па да не биде измешани вкусови. Добро, круша да сечевме со тоа. А ако смета? Ова е чист нож, еве јас ќе сечам, може. Добро. Иако јас дегустацијата е многу интересна. Пробувајќи ги твоите рецепти не се сомневам во вкусот, не еве и сега ќе се уверам во тоа. И ова е само за да го потврдам она кое што Тања го кажа и беше апсолутно во право. Воопшто нема ниту чувство дека јадеме нешто што не се јаде сирово или дека некако чудно, туку апсолутно прифатливо со начин на кој што е подготвена сојата како што го представивме и многу вкусно при тоа. Значи ви го препорачуваме. Се што е приготвено со зачин љубов и вкусно. И се што е со нешто замислено за да го приготвиме како со една имагинација во различни варијантите како може да биде вкусно. Да, и да уживаме во сето тоа и верувам дека сите кои што не следат, барем дел од нив ќе го послушаат ова кое што Тања ти го спомена. Меѓу другото, секогаш она кое што треба да ни биде прво на ум и приоритет, нашето здравје и како храната влијае на здравјето, па да ги отвориме видиците, малку можеби да смениме перцепцијата, да не му дозволуваме многу на умот да влијае, туку едноставно да го слушаме нашето тело, а при тоа и соодветно на тоа да се храниме. Затоа се тука нашите гости, нутриционисти, една од нив и Тања, која што како и секогаш така един одличен рецепт предлог за гледачите. Благодарам на поканата. Да, здравјето се чува секој ден. Немојте да дозволите да го изгубите, па да почнете здраво да се
храните. Одличен пролетен предлог, а и посен за оние кои што постат и ги практикуваат великденските пости во овој период. Со Тања се гледаме во следна прилика, верувам и кога ќе имаме малку повеќе време, односно порастеретена со голем број обврски. Ти благодарам што најде време и денеска да бидеш заедно со нас. А во продолжение новото издание на, да си кажеме, и колегата Горан, кој што е подготвен за следниот разговор.